Стадион. Емисија за вашата вистина. Пред да ти одговорам на ова прашање, бидејќи се работи за ден на радиото, јас би сакал едно мало дополнување на радиото како медиум, бидејќи јас го сакам радиото, го работам ова 30 години. И оние што го почитуваат радиото велат за него дека е магија. Магија во етерот, вие мора да го доживувате, да го сакате ако сакате да го работите. Второ, американците сметаат дека е недемократски медиум, медиум кој што е достапен секаде и затоа председателот на државата при годишното обраќање на нацијата се обраќа на радиото, а не на телевизијата. Бидејќи радиото е достапно преку најголем број на приемници, а од друга страна сликата може да ви направи некаква лажна представа, а радиото не може. Кај нас една секунда молк е цела вечност, го знаеме правилото. Од друга страна, радиото веќе со новите технологии, дигитализација веќе не е истиот медиум, станува визуелен, станува аудиовизуелно медиумско подрачје, каде што и самиот закон наш вика дека ние сме закон за аудиовизуелни и медиумски друштва. Не постои веќе строга граница радио, телевизија, се надополнува со интегрирана редакција која што ги користи новите дигитални алатки, веб портали и така натаму. Зошто? Затоа што содржината е крал на сите медиуми и ние ако произведуваме добра содржина, не е битно каде ќе го дистрибуираме. Но за таа содржина се треба пари. Ова што го кажи Трпавска и Горан и сите останати. Најголем проблем е финансиската независност на медиум за да произведе содржина. Од таа цел минатите години секојаш извршната власт, морам да кажам, има тенденција да ја окупира медиумската власт. По дефиниција ние сме четврта власт, ако сме некаква власт, тогаш сите они имаат амбиција тоа да го менаџираат, да го подкупат. Едно време, во времето на СДСМ, предходните премиери ги подкупуваа уредниците, имаше една фабрика, нели? Па после се случи, да, уредниците се слаб проблем, да ги корумпираме собствениците, односно фирмите, и така последните 10 години тоа се случуваше масовно, но кога се смени со таа фамозна шарена револуција, дојде живот за сите, за 120 дена крахира целиот корумпиран систем од минатата власт. Они имаа некои регионални телевизии, национални радија, се уште имаат некакви нивни медиуми, но крахира зошто? Затоа што јавните пари преку јавни предпријатија, општини, договори во 4 очи, се случи да не можат веќе тоа да го прават, а тие не се издржани економски. Морам да кажем и нашата публика не е проста веќе, знае кој е кој и кого слуша и што слуша, медиумска писменост веќе имаме изградено, така да крахираше тој систем. Преживеа само оние најотпорните кои што издржаа секаков притисок, но штетите беа голи. Ова Канал 77, јас сум управител, но сум и член на Дружение на новинари и го работам ова. Не сум надворешен собственик што имам некакви други бизниси, па ова ми го води некој. И затоа сметам дека сум различен од другите останати собственици, бидејќи сум директно вклучен во оваа работа. И шпицата што слушавте пред малку сум јас. Зашо го правам, бидејќи го сакам медиумот. Значи, ако тоа видиме сега кој е решението за вакцината, да се надоврзам на тоа, бидејќи дојде живот за сите, нивниот не е престанал, што правиме сега? Значи, мораме да најдеме решение. Ја лично изгубив едно 3-4 години да најдам едно решение во консултации со домашните експерти за фонд за медиуми. Направив еден проект, го понудив на владата, го понудив на одговорните лица, на сите здруженија. Сметам дека имаме подршка од нашата асоциација АПМ и на сите останати медиумски организации да дојде до таков фонд за медиуми. Но, што е маката на ова, па ќе отвориме расправата што се случува натаму, маката е дека секоја власт е научена на директни договори и да дава субвенција, а не помош за продукција. И така да притисокот на поголемите медиуми, поготово националните телевизии, е да се даде клучна рака. Јас сакам од еден куп, наречем некако фонд, толку процент, независно што ќе работам, затоа што ќе сум овде присутен. Таа формула не бива, бидејќи со последната препорака на Европска унија, ја лично прашав кога да тоа ќе стартува, дека се бара од сите држави кои што се членки или ќе бидат асоциативни членки да направат систем на надпревар. Државата може да помогне само продукција врз основа на надпревар и извршено дело.
Така и јас го почитав хрватскиот модел на фондот за плурализам, каде што сите помални медиуми аплицираат, добиваат фондови, но се знае кои се 10 точки на јавен интерес, што се плаќа, кој е мониторингот, на кој начин се прави тоа. И тоа го прави посебно тело кое што е еден вид филтер помеѓу власта и медиумите. И власта нема директно влијание. На секоја власт овој ваков филтер не се допаѓа. Јас се надевам дека ова сегашна влада со овој предлог, ако тргне во тој чекор, дека ќе се откаже од било какво влијание, поготово ќе се откаже од парите на градоначелниците кои што масовно ги делат на медиумите, го кршат член 102 и на тој начин сакаат да ги пуштат во оптек истите стари навики од минатото, што мене лично не ми се допаѓа, а има после Дејан ќе каже, има еден предлог од Дејан што ја го почитав холандски модел, како да ги решиме проблемот со општините и така натаму. Значи вакцината ќе дојде, но таа е домашна. Таа можеме да измислиме ние самите, само ни треба добра волја. А во однос на АВМУ, исто така предложив до сегашната влада и до председателот на комисијата за избор и именување, изборев и со претходниот председател, ја лично сакав да се направи двотретинското гласање, да успее, бидејќи тоа е најдемократски начин да сите страни се договорат. Но за жал не се случи, испадна дека ние самите себе не се почитуваме и ние самите себе не сакаме да си дадеме за право. Тоа е вистината во тој дел. Благодарам за сега. Горан, и за тебе и за Дејан, кратко да ме прашам, какви се состојбите со медиумите во време на пандемија? Јас, според тие информации што ги располагам, што ги имам, знам дека буџетите почна напаѓаат и пред короната, меѓутоа сега драстично се намалина. Ако порано сме имале 23-4 милиони евра вкупно, зборувам за традиционалните медиуми, сега не верувам дека повеќе од 13 милиони. Кратко, Горан, информации на оваа тема, како ја преживувате како медиум короната и Дејан кој што има доста радикални ставови, меѓутоа ајде да ги спротиставиме. Вака, значи јануар и февруар пред короната ни тргна одлично. И бевме супер задоволни, но почна да паѓа прометот, верувате ли дека први побегна од маркетинг странците? Домашните фирми беа многу лојални, многу коректни. А овие сите на измислија, странските гласувачи, дека нешто они штедат буџети и проблем, што не е точно. Се јави уште еден абсурд. За време на корона, сите медиуми, независно кој ниво, нивото на публика се покачи драстично. Луѓето повеќе слушаа и користеа медиуми заради корона информациите од обично. Чи што е парадоксот овде? Ние имаме публика кој што треба да продадеме повеќе него нормално, а имаме помалку гласувачи. И сега што правим? Значи, тој абсурд никој не може да ни го плати, ако сме нормална пазарна економија, вишокот на публика, ние имаме вишок на пари. Затоа што продаваме цена по илјади. Но, тука се намали као прометот и се скратија буџетите, за да сега се врати. Сега сме во нормала и сега, например, Канал 77 во оваа завршна сметка ќе биде во позитива. Нема да биде во загуба, но затоа што најде X други микс решенија со интегрирана редакција да понуди на гласувачите повеќе форми. Портал, социјални мрежи, видео, радио, за да може да публиката ја продаде на повеќе начин и маркетинг да биде покреативен. Ако чекате само владата да ви даде пари, со тие 14.500 ние сме во загуба. Тоа е невозможно да го претрпиме. И не отпуштивме ниту еден вработен, докато нас воспротивно вработивме уште 2 луѓе. Значи, короната може, ама треба да се има резервен фонд. Ја како управител овде, секој сум поборник дека без резервен фонд за овакви кризни ситуации е најдобро секој медиум да доколку има барем минимален, за да не дојде да бара од владата нешто што не може да му го даде одма. Значи, помогна и овиот дел од мерките на владата, не викам не, но приходот од реклами наспроти овие мерки е 1:5. Стадион. Емисија за вашата вистина.